скоро 10 години како се занимавам со изработка, изучување и истражување на филигранската техника. Значи изработка на накид од сребрена жица. Ми се јави една пријателка, ја ми кажа, извини што те разбудив, ама сакав да ти кажам дека има конкурс за филигран, а знам дека ти се занимаваш со рачна работа, вика, па чисто да ти кажам, вика. Тоа траеше од прилика, мислам, 8 месеци негде, целава обука, и навистина имавме супер програма, така да немаше никакви тешкоти. После тоа, за прв пат во Скопје 2009 беше објавен конкурс за повик, нели, за пријавување на, да се сетам, 14-тото биенале на млади уметници од Европа и Медитеранот. Темата беше Скопје, 7-те порти. И моето дело тогаш ја раскажа приказната за, буквално за Скопје и неговиот гигант, односно како неговите сетила се отвориле 7-те порти. Делото беше од самите букви на Скопје, беше представен гигантот Скопје, каде што преку кое што всушност преку С и Ј се слуша Скопје, преку О и Е се гледа, преку К се диши и преку П се разбира Скопје, градот на 7-те порти. Ние од кога завршивме крај на 2005-та, значи немаше продавница за алат, немаше нигде од кај да се купи ништо. Значи или од интернет, или не знам во Грција, или не знам каде, требаше во Истанбул да одиме да купиме. Ама се снаоѓавме и си помагавме и ден денеска уште си помагаме, значи некако успеав да се снапам со алат и така натаму и почнав да произведувам. После биеналето, пред биеналето или така некако тој период, сакав да се регистрирам некако, да можам да имам некој име кое што полесно ќе ме препознаваат луѓето, мојот стил да биде препознат по некакво име, да немав представа навистина кој име да го одберам. Правев една трзалица и како што ја изделкав ја направив, викам е ороводец. Супер, еве ми го името. Оро може да се вика, пошто е го ороводецот, музиката е таа која што мене ме води, а трзалицата е таа која што ги дрма жиците. Оро символ на круг, на живот, на постојано вртење, значи некојаш си прв, некојаш си последен, буквално на единствена символика во животот. Никој не се сетил да дека може да биде целиов филигран кош и цела традиција, мислам да црпиме од минатото, да се инспирираме од таму и да го искористиме тоа денеска во една поинаква форма. Треба да го цениме повеќе, значи да не го фрламе туку така и да не го даваме пошто, зашто, бидејќи сепак рачно и има душа, има, мисла, барем ја тоа што го работаме со позитивна вибрација и енергија и порака и за среќа.